Согласно членот 170 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, еден од трите пасуси вели дека предлог на закон по скратена постапка може да се поднесе кога не е во прашање сложен и обемен закон. Денешнава седница има 21 точка веќе на дневен ред предложени, од кои што 10 се предлагаат по скратена постапка. Замислете, 3 од нив пак, едниот од Министерство за финансии, 2 од Министерство за труд и социјална политика, се комплет нови закони, значи комплет нови закони за прв пат во законодавниот дом и се предлагаат по скратена постапка и со европско знаменце. Јас не знам уште кој преседан треба да се случи во ова собрание за да конечно некој каже стоп и доста. И што има потреба нови закони да се предлагаат по скратена постапка и со европско знаменце. И од овие вкупно 10 кои што ги набројав, еве да се согласам дека можеби еден овој што е закон за измена и дополна на Законот за здравствена заштита да е во ред да се предлага по скратена постапка. Сето останато може поредовна, како тоа што се случи со Законот за дивеч и ловство или Законот за образование на возрастни. Зошто вака правите? По не знам кој пат правите, по не знам кој пат ве прашуваме, ама вие си продолжувате. Па затоа вчера на една национална телевизија имаше еден прилог кој што кажа дека од 125 седмици на овој парламентарен состав имаме вкупно, замислете, 427 незавршени точки, а 35 незавршени седмици. А оваа статистика за период од 2008 до 2016 изнесува од вкупно 359 седмици само 12 незавршени седмици, а 20 незавршени точки. Па кажете ми колку од овие точки денес на предложениот дневен ред ќе се вбројат во овие незавршени, а кои ќе ви бидат оние поставени на брза лента. Значи, навистина мислам дека ова е преседан од невидени размени, не знам докаде мислите вака да терате и согласно собраниската пракса на која што често се повикувате, ама и согласно членот 68 став 4, кој што вели дека председателот е должен седмиците да ги започне и заврши меѓу 11 и 18 часот, кога треба да даде и пауза од 1 час, освен ако тој поинаку не одлучи, затоа нема да ризикуваме на неговата собраниска пракса и денешно расположение, туку согласно членот 81 став 2, ќе побараме пауза од 1 час, па можеби овие кворумци тука ќе имаат можност да видат како е убаво во собранието и во попладневните часови, а можат и да размислат дел од овие точки предложени по скратена постапка, да ги повлечат, да се вразумат и конечно да постапуваат согласно европски вредности.